супорти за урбаните вести, добродојдовте. Идејното решение за изградба на новиот мултифункционален објект во општина Ѓурче Петров, во рамки на кој ќе биде и новата амбуланта, е завршено. Ова е веста на денот, а во продолжение следуваат и останатите денешни настани. За 2 месеца запалени 40 контейнери во Скопје. Презентирано идејното решение за новата амбуланта во Ѓурче Петров. Во компаниите во општина Газибаба најмногу недостигаат кадри од машинската струка и бравари. Неисправните сопирачки и брзото возење главни причини за несреќата кај ласкарци. Несовесни граѓани запалиле 40 контейнери во Скопје во рок од 2 месеца. Од јавното предпријатие Комунална хигиена апелираат до граѓаните да пристане уништувањето на опремата, за екипите на Комунална да можат навремено да ги извршуваат работните обврски. Несовесноста кај дел од граѓаните во Скопје постојано расте. Во текот на месеците јануари и февруари 2019 од страна на непознати лица се опожарени вкупно 40 контейнери на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје. Како што информираше Ана Марија Брангјолица од јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје, опожарените контейнери беа наменети за собирање на комуналниот отпад, а во текот на изминатите 2 месеца беа опожарени и целосно уништени. Како што додаде Брангјолица, покрај финансиската штета што му е нанесена на јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје, овие инциденти доведуваат до големи проблеми при одлагањето и собирањето на комуналниот отпад во градот. Предпријатие Комунална хигиена Скопје деновиве упати апел до граѓаните внимателно да ракуваат со опремата која што е поставена, бидејќи не само што се нанесува финансиска штета на предпријатието, туку навистина се загрозува и динамиката на собирање на отпадот, бидејќи овие садови се поставени и броени по блокови, така што доколку се опожари, односно се уништи некој од садовите, во самиот тој блок ќе не достига веќе сад за одлагање на отпадот и ќе се наруши динамиката на собирање и транспорт на отпадот. Сторителите за нас се непознати. Она што можевме како јавно предпријатие да го направиме и што е во наша надлежност е само да ги пријавиме овие случаи, овие инциденти до надлежните органи и се надеваме дека во најскоро време ќе бидат откриени и санкционирани. Покрај палењето, неретко до контейнерите може да се забележат гранки од дрва, градежен материјал, вреќи со отпад. Расфрлањето ѓубре покрај естетски представува и здравствен проблем, а за ваквата гледка виновни се и самите жители. Брангјолица информираше дека предпријатието редовно го чисти главниот град. Сметот се собира еднаш во денот во зависност од населбата за која станува збор. Информираше дека само во последниот месец се дезинфицирани сите контейнери во градот, а сменети се над 200. Исто така, Брангјолица потврди дека комуналното предпријатие постојано го зголемува бројот на контейнери каде што има потреба и онаму каде што има зголемување на населението. Сите садови за одлагање на отпадот се празнат 7 пати во неделата, односно еднаш дневно, иако нашата оперативна програма за работа предвидува тоа да се прави само 6 пати, меѓутоа ние поради потребите на терен со години наназад тоа го правиме еднаш дневно. Јас би сакала да напоменам дека во сите светски метрополи, еве на пример во околината на балканските простори, во Словенија, на пример во Хрватска, тоа се прави 2 до 3 пати во неделата, така што кај нас станува збор на вистина за една многу честа динамика. Макар што и покрај тоа се случува да имаме поплаки, дека контейнерите се преполнети или дека, например, не може да се одложи отпад, но тоа се должи на одредени други проблеми кои што треба да ги решаваме. На подземните контейнери, за кои што најчесто имаме поплаки дека на платформата се оставени различни типови на отпад, за жал оваа појава не се должи на динамиката на собирање, бидејќи таа е навистина честа, еднаш дневно собирање на подземни контейнери кои што имаат зафатнина од 3 метри кубни е навистина многу честа динамика, така што овие садови никогаш не се преполнети, меѓутоа може да се случи да се заглави нивниот отвор од страна на стопански субјекти, институции кои што ги користат овие садови, сврлајќи амбалажна, да речеме, амбалажен отпад кој што е со поголема зафатнина, на тој начин се заглавува, се блокира овој отвор и граѓаните можеби имаат и одредена претпоставка дека е заглавен, дека е приполнет контейнерот и својот отпад го одлагаат на платформата. Кабастиот отпад, кој можеби најмногу може да се забележи покрај контейнерите, Брангјолица потсети дека граѓаните можат да го носат во станиците за отпад во Карпош, Вардариште или Шуторизари, или пак да ја повикаат нивната служба за да ја изврши оваа услуга.
Идејното решение за изградба на новиот мултифункционален објект во општина Ѓорче Петров, во рамки на кој ќе биде и новата амбуланта, е завршено и презентирано пред општинската власт. До април ќе биде објавен тендерот на кој ќе може да се пријавуваат заинтересирани инвеститори. Инвестицијата ќе чини 3,5 милиони евра. Граѓаните на општина Ѓорче Петров се уште се лекуваат во старата и руинирана амбуланта, која е речиси пред распаѓање. На 31 август минатата година, Министерствата за труд и социјална политика и за здравство потпишаа меморандум за соработка со општина Ѓорче Петров, кој вклучува изградба на нова, модерна амбуланта, детска градинка и паркинг со деловен простор. Според најавите, изградбата на амбулантата треба наскоро да започне. Изготвувачите на физибилити студијата пред 2 дена го презентирале идејното решение за изградба на мултифункционалниот објект, а до април ќе биде објавен тендерот за пријавување на заинтересирани инвеститори. Првичното идејно решение навистина како тим во општина Ѓорче Петров ни беше презентирано, е солидно и нуди можност за на тој јавен повик и тендер за да се пријави соодветна фирма, односно ние цениме дека треба да биде тоа на конзорциум на повеќе домашни фирми, меѓутоа ќе оцениме дали ќе биде меѓународен тендерот, каде што ќе бидат претежно здравствени услуги, паркинг со деловен простор и градинка. Ќе го отфрлиме делот на А2 домување, односно на колективно домување, бидејќи навистина сакаме да го задржиме и тој дел на Ѓорче Петров да биде урбан, меѓутоа да не биде пренатрупан со станови, како што е веќе затекнат и градот Скопје. Амбулантата е стара 55 години, а последниве 40 години воопшто не е реновирана. Граѓаните со нетрпение го чекаат новиот здравствен дом, каде што ќе можат да ги добијат потребните здравствени услуги. До април ќе биде тендерот објавен. Во текот на тендерот ќе биде детално информирани дали има заинтересирани, бидејќи за ваша информација отприлика апроксимативно е веќе околу 3,5 милиони евра инвестиции. Значи се работи ако го решаваме, да го решаваме трајно. Ако веќе тамо 40-50 години претходно овие 12 години не се чепнало буквално ништо, барем да имаме можност граѓаните во тој дел на Ѓорче, каде што на вистина не е ништо направено, да добијат квалитетни услуги на високо ниво, да се подигне нивото на живот и да има мултифункционалност на целиот тој проект. Изградбата на новиот мултифункционален објект во кој ќе биде сместена и амбулантата ќе чини 3,5 милиони евра. Во општина Газибаба компаниите најмногу имаат потреба од квалификуван кадар за работа. Најчесто недостасува кадар од машинските струки, браварските и електроструките. Општината заедно со бизнис клубот и средните училишта спроведуваат проекти кои им овозможуваат на младите да добијат обука до образование, до квалификација како и практична работа, со цел да станат квалитетен кадар кој лесно ќе дојде до соодветна работа. Општина Газибаба спроведува низ мерки со кои им помага на младите да бидат конкурентни на пазарот на трудот. Општината, заедно со бизнис клубот на Газибаба, средните стручни училишта на територија на оваа општина и државните институции, спроведуваат низа проекти кои им овозможуваат на младите да добијат обука до образование, до квалификација како и практична работа, со цел да станат квалитетен кадар кој лесно ќе дојде до соодветна работа. Дел од проектите кои ги реализираат се проектот за дуелно образование за обука на кадар од средните училишта од машинските, браварските и електроструки, кои заеднички го спроведуваат со Центарот за меѓуетничка толеранција и со Фондацијата Фридрих Еберт. Георгиевски додаде дека со ова им излегуваат во пресред како на младите, така и на бизнис заедницата, која што во моментот има недостаток од овие струки и кои направија истражување кои струки се дефицит, а им се дава мотив и можност на учениците кои изучуваат стручни насоки да добијат стручно знаење кое ќе им отвори можност за вработување. Едукативниот центар кој што ќе треба да се стекнат со обуки, дообуки, квалификации и со вештини на знаења, ќе се вршат во средното стручно училиште на град Скопје 8 септември, каде што во нивните работилници младите луѓе кои што веќе имаат завршено средно стручно образование и тие што ќе завршат и тие што имаат желба да работат, заедно со нивните ментори, заедно со помош на бизнис клубот во општина Газибаба, заедно со невладината организација Фридрих Еберт и другите асоциации во делот на општина Газибаба, ќе имаат заедничка цел да ги доквалификуваат
преквалификуваат, им обезбедуваат работни места и да младите останат во општина Газибаба, не да талкаат по работа надвор од државата, а со тоа ќе допринесат за нивно вработување во општина Газибаба, односно да останат во Република Македонија. Милан Живковиќ од германската фондација Фридрих Еберт потенцираше дека нивната намера е креирањето пристојни работни места во сите општини со кои соработуваат. Она што тој го потенцираше е позитивниот однос на бизнис заедницата на Газибаба и тоа, како што рече, треба да биде поттик за сите бизнис заедници. Освен општината, освен бизнис секторот во општината Газибаба и Агенцијата за вработување на Република Македонија, која што излегува во пресред и комуницира со општините и со целните групи во општината, сепак мораме да потенцираме дека потребно и локалните економско-социјални совети да бидат многу повеќе заангажирани и да се рестартираат со нивното функционирање. Тоа е една од нашите цели кои што би сакале да ја оствариме оваа година, повторно рестартирање на локалниот економско-социјален совет во општината Газибаба и во останатите општини со кои што соработуваме. Сите останати проекти кои што ќе произлезат од оваа соработка, секако дека ние како фондација ќе гледаме да најдеме начин како да ги поддржиме, не само со наши буџетски средства, туку и со средства од останатите фондови или организации кои што делуваат на територијата на град Скопје, општината Газибаба и секако Република Македонија. Градоначалникот Георгиевски информираше дека за поддршка на младите, општината има доделено субвенции за млади во висина од 1000 евра за младите кои имаат идеја како да ја реализираат својата креативност. За оваа намена одстапен е простор во барака која е лоцирана на улица Палмиро Тојати во општина Газибаба, која представува ресурсен центар за обука на млади. Исто така, за првпат воведено е доделување на 2 гранта по 100.000 денари за студенти и иноватори, средствата кои им помагаат на младите да ја развијат својата иновација во дело. Целта е младите да немаат потреба да трагаат по својата екзистенција во странство, туку во општината во која живеат. Приведени се 7 лица за несреќата кај Ласкарци, меѓу кои и возачот на автобусот и собственикот на компанијата Дурмотурс. Вештачењето покажало дека неисправните уредби за сопирање на автобусот, како и возењето над дозволената брзина, ја предизвикале несреќата. Неисправните уреди за сопирање на автобусот и возењето над дозволената брзина се главните причини за несреќата кај Ласкарци, поради што основното јавно обвинителство поведе постапка против 7 лица, кои се приведени во полициска станица. Меѓу приведените 7 лица се и собственикот на компанијата Дурмотурс и возачот на автобусот. Јавниот обвинител Сашо Рајчев денеска на пресконференција рече дека основното јавно обвинителство ќе побара притвор против нив и да им бидат одредени мерки на предпазливост. Вештачењето покажа дека главна причина за несреќата се неисправноста на уредите за сопирање на автобусот и поголемата брзина на возење над дозволената, поради што возачот изгубил контрола врз автобусот. Возачот возел 99 км на час, а дозволената брзина е 80 км на час. Вештачењето исто така покажало дека возачот не користел мобилен телефон за време на несреќата. Несреќата се случи на 13 февруари, кога автобусот на Дурмотурс со 51 патник излета од патот Тетово Скопје и падна во провалија, откако ја проби заштитната ограда на автопатот. Во несреќата загинаа 15 лица, а 39 беа повредени. Македонската платформа против сиромаштијата бара 11.000 денари социјална помош за сиромашните семејства кои имаат деца во училиште. Скопје се приклучува кон глобалниот климатски протест. На полнок истекува рокот за увид во избирачкиот список. Расте бројот на пациенти со хронична бубрежна болест. Повеќе од 25.000 семејства го чекаат новиот закон за социјална и детска заштита. Македонската платформа против сиромаштијата денеска упати барање до председателот на собранието Талат Джафери, како и до сите пратеници во најскоро време, да биде ставен на дневен ред и изгласан новиот закон за социјална и детска заштита, со што социјалната помош ќе изнесува 9.000 денари, односно 11.000 денари за семејствата чии деца посетуваат училиште. 1 од 5 македонци се бори со немање храна, а 450.000 лица во земјава не може да си ги дозволат сите оброци во текот на еден ден.
со цел да се намали сиромаштијата во државата. Представниците на македонската платформа против сиромаштијата денеска упатија барања до председателот на собранието Талат Џафери, како и до сите пратеници во најскоро време да биде ставен на дневен ред и изгласан новиот закон за социјална заштита и детска заштита. Донесувањето на овој закон го чекаат повеќе од 25.000 семејства. Лицата од социјално загрозени семејства се уште живеат со социјална помош во износ од 2.000 денари, наместо како што предвидува одредбата од новиот закон, минималниот износ на социјалната помош да изнесува 9.000, односно 11.000 денари, доколку во семејството има деца што посетуваат училиште. Зоран Биковски, представник од платформата против сиромаштија, информира дека со новиот закон ќе се овозможи воведување на образовен додаток, а за семејствата корисници на социјална помош, воведување и на детски додаток. Биковски исто така потенцираше дека повеќе од 5.000 семејства чекаат да биде воведена старечка пензија, што ќе им овозможи на луѓето кои немаат исполнето 15 години стаж да имаат право на приход. Македонската платформа против сиромаштија упати порака до сите пратеници да се тргнат од сите политички стеги и токму овој закон да биде ставен на дневен ред. Пред владата на Македонија утре ќе се одржи протестно движење за климата. Протестот го организира граѓанската организација Fridays for Future со цел да се прати јасна и мирна порака за климатска правда и за брза реакција од државата. Граѓанската организација Fridays for Future Скопје утре ќе се приклучи на глобалното протестно движење за климата, предводено од млади луѓе низ целиот свет. Во главниот град на државата ќе се протестира пред владата, со што и Скопје ќе влезе во мапата на 60 на градови од сите континенти, кои ќе учествуваат на првиот светски климатски протест. Целта, како што велат организаторите, е да се прати јасна и мирна порака за климатската правда и за брза реакција на сите држави. Главната цел е во целост да се имплементира Парискиот договор, кој произлегува од рамковната конвенција на Обединетите нации за климатски промени, што ја имаат подпишано 195 земји. Според меѓународниот панел за климатските промени, имаме помалку од 12 години да ги донесеме промените кои се потребни, за да се избегнат страшните последици. Ноќеска наполно ќе стекува рокот за увид во избирачкиот список и пријавувањето за гласање на дијаспората. Од Државната изборна комисија ги повикуваат сите заинтересирани граѓани кои сакаат да извршат увид во своите податоци во избирачкиот список. Тоа да го направат на официјалната веб страница и во подрачните оделенија и канцеларии на комисијата. Ноќеска наполно ќе стекува рокот за увид во избирачкиот список и пријавувањето за гласање на дијаспората. На овој датум завршува и поднесувањето на барањата на граѓаните за запишување, дополнување или бришање податоци во избирачкиот список. Јавниот увид во избирачкиот список се спроведува во подрачните оделенија и канцеларии на Државната изборна комисија во време од 8:30 до 19 часот, вклучувајќи ги и деновите од викендот и празници. Од Државната изборна комисија ги повикуваат сите заинтересирани граѓани кои сакаат да извршат увид во своите податоци во избирачкиот список, тоа да го направат на официјалната веб страница и во подрачните оделенија и канцеларии на комисијата. Портпаролката на ДИК Љупка Гогучевска информираше дека до завчера вкупно 50.572 граѓани извршиле увид во избирачкиот список во подрачните оделенија и канцеларии и дека се донесени 119 решенија за запишување во избирачкиот список, 107 решенија за бришање од избирачкиот список, како и 29 решенија за промена на податоци во избирачкиот список. Во тек е и пријавување за гласање во странство, а до завчера биле поднесени само 920 пријави, од кои 5 се одбиени. Првиот изборен круг за 6-тите председателски избори е закажан за 21 април, а вториот ќе се одржи на 5 мај. Во председателската трка ќе учествуваат Гордана Силјановска-Давкова, Стево Пендаровски и Блери Мрека. Денеска под мотото Здрави бубрези за сите насекаде се одбележува Светскиот ден на бубрегот. Целта на кампањата по повод Светскиот ден на бубрегот е да се подигне свеста за постоењето на бубрежните заболувања, да се укаже на можноста за нивна рана детекција и дека најчестите причини за нивната појава се артериската хипертензија, дијабетесот, дебелината и невролошките заболувања.
Бројот на пациенти со хронична бубрежна болест се зголемува. Се смета дека секој 10-ти возрастен жител во светски рамки има одреден степен на бубрежна слабост, а секој трети е во ризик да развие бубрежна слабост. Ова беше истакнато на пресконференцијата во Министерството за здравство по повод 14 март, светскиот ден на бубрегот, кој се одбележува под мотото "Здрави бубрези за сите насекаде". Целта на кампањата по повод светскиот ден на бубрегот е да се подигне свеста за постоењето на бубрежните заболувања, да се укаже на можноста за нивна рана детекција и дека најчестите причини за нивна појава се артериската хипертензија, дијабетесот, дебелината и невролошките заболувања. Бубрежните заболувања може рано да се детектираат во примарната и секундарната здравствена заштита, а за таа цел постојат многу едноставни тестови кои ги покрива фондот. Од крајот на ноември до средината на февруари се извршени 6 трансплантации на бубрег од почина донор и 20 трансплантации од жив донор. Председателот на Македонското здружение за нефрологија, дијализа, трансплантација и вештачки органи, Гоце Спасовски, истакна дека за трансплантација на бубрези од жив донор имаат однапред подготвени 6 до 8 пациенти, како што е сега случај кои чекаат за наредниот период. Во однос на дијабетесот, според светските и македонските искуства, 25 до 28 пациенти кои почнале прва дијализа имале дијабетес тип 2. Во државата секое трето дете во училиштата има зголемена телесна тежина. Неопходно е рано откривање на заболувањата и менување на начинот на живот, едукација на пациентите и персоналот во однос на компликациите од хипертензија и дијабетес. Масовни протести доколку не се стопираат нелегалните градежни активности на Алипашината џамија, најавуваат од Сдруженијето Совест. Надлежните до понеделник имаат рок да извршат увид и да побараат да се почитува законот. Деновиве повторно во фокусот на јавноста е нелегалната изградба на 32 метарското минаре на Алипашината џамија во строгиот центар на Охрид. После подолг застој, поради забраната за градба, покриено со параван, но пред очите на јавноста без одобрение за градба, полека се издигнува минарето. Веќе 3 години оваа мачна ситуација за охриѓани, ние во Сдруженијето на граѓани Совест, сметаме дека може да се надмине само и само со почитување на законските одредби, со почитување на различностите на нашите сограѓани, за хармонично и достоинствено заедничко живење во вековниот Охрид. Морам да подсетам дека при тоа во изминатиот период од веќе 3 години ние презедовме низа активности, се со цел да анимираме јавноста и посебно надлежните институции да ги презема своите со закон утврдени надлежности и да прекинат оваа рашоманијада и префрлање на одговорноста, а при тоа на очиглед на целата јавност на значајното културно наследство Алипашината џамија и понатака да се преземаат незаконски градежни работи. Градежниот изведувач на Алипашината џамија, која од 2014 година е прогласена за значајно културно наследство, е должен да го почитува конзерваторското решение со кое е забрането било какви дивоградби на споменичното добро што го нарушуваат неговиот интегритет. Изрично се бара дека оваа конзерваторско одобрение, врз кое се темели целото ова незаконско работење, мора, во точка 6, мора да има правосилно решение според законите за градење. Тоа досега во јавноста никој не го видел, од една едноставна причина. Никој надлежен орган не издал такво решение. И ќе посетиме до последното решение од 23 март 2018 година, исто така од Управата за заштита на културно наследство, во кое се бара запирање, повторувам, запирање на работите на Алипашината џамија. Она што представува новост и што беше непосреден повод да свикаме оваа пресконференција и што не охрабрува во нашите оправдани напори, се последните најави во формална и неформална комуникација со надлежните институции, инволвирани во овој случај, дека конечно ќе се произнесат со став во јавноста. Охриѓани се согласуваат, сите се должни да ги почитуваат законите и ИВЗ и МПЦ и недозволиво е да се менува визурата на центарот на Охрид. Висината не би требало да е толку, мислам, во ред е, ако постоело
од на времето, нека постои. Али не мора да се креват прво заради воздухот, заради изгледот на центаров. Ако има дозвола е нормално, ако нема дозвола не би требало. Совест до понеделник им даде рок на Министерството за внатрешни работи, Управата за културно наследство, јавното обвинителство и Заводи музеј Охрид да се произнесат со став и да стават крај на нелегалното градење на џамијата. Во спротивно, почнуваат со граѓански протести. Времето утре ќе биде делумно сончево со температура до 12 степени. В сабота температурата ќе се движи од 2 до 19, а в недела од 3 до 21 степен. Додека во понеделник ќе биде сончево и топло со температура од 4 до 24 степени. Временската прогноза беше и последната содржина што ја подготвивме за ова издание на Урбаните вести. Не заборавајте редовно да ја посетувате нашата веб страна mtm.mk за повеќе информации. Од мене довидување.